интервју на Макфакс разговараме со Антонио Милошовски, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ. Теми предвремени избори, председателски избори, како и внатрепартиски прашања. Најпрвен, Антонио, барате предвремени парламентарни избори, но дали сметате дека на ВМРО-ДПМНЕ во моментов му се потребни избори? Мислам дека на државата, Република Македонија, и се потребни предвремени избори, а потоа е прашањето дали и на која партија тие повеќе ќе одговараат. Зошто сметам дека на државата и се потребни? Од две причини. Прво, актуелната владеачка гарнитура направи многу работи што не вети дека ќе ги направи и не направи многу нешта кои што претходно се обврза и вети дека ќе ги исполни. И после поминати 2 години од власта, каде што гледаме дека и системот во собрание, и владењето на правото, и менувањето на уставот, и слабите резултати во економијата, во здравството, сметам дека е време владата сама да си го провери легитимитетот дали ја води државата во добра насока. А за тоа најдобар одговор може да дадат граѓаните. Втората причина зашто сметам дека треба да има предвремени парламентарни избори заедно со претседателските е од сознанијата на последните анкети до кои што сум имал пристап. Многу луѓе се разочарани генерално од политиката. Не зборам дали од една, друга, трета политичка партија или актуелен политичар, но една генерална разочараност во последниве 4-5 години, каде што државата е во некоја перманентна, поголема или помала криза. До што може да доведе тоа? Тоа може да доведе до свесна, индивидуална решеност за абстиненција во првиот или вториот круг на претседателските избори оваа година. Затоа сметам дека е добро да има и предвремени парламентарни избори со вториот круг претседателски избори, за државата со претседателските избори да не западне во подлабока политичка криза на неизбирање на претседател од било кој причини, но најмногу од разочараност на добар дел од гласачкото тело, туку да имаме стабилна излезеност, да имаме избран претседател, а со самото тоа да имаме шанса и граѓаните да дадат легитимитет на ново собрание, на нова влада и на луѓе кои што сметаат дека можат да ја водат државата во вистински правец. Но во дадениот момент знаеме каква е состојбата во ВМРО, кога е поделено на неколку крила. Како вие планирате да ги добиете изборите? Сметам дека ВМРО-ДПМНЕ и покрај сите транзиции кои што ги изменуваше во претходниве 2-3 години, во моментов има една соодветна политичка репрезентативност меѓу граѓаните, има една кохезија која што е доволна за да може да ги мобилизира своите гласачи и симпатизери, а особено што дополнителен поттик за една таква мобилизација даваат неуспешните резултати на владата и на господинот Заев. Затоа ценам дека доколку има предвремени парламентарни избори, ВМРО-ДПМНЕ сметам дека би можело да освои поголем број на пратеници од тоа што би го освоила коалицијата на господинот Заев. Дали е можен преврат во ВМРО-ДПМНЕ? Јас не очекувам такво нешто, иако не исклучувам одредени поединци или групи да се занимаваат со таа тема или да имаат такви намери. На кои мислите? Па веќе сме ги детектирале во јавноста луѓе кои што наместо внатрепартиски разговори со пратениците, со раководството, со претседателот или со други, одлучуваат да имаат отворени јавни писма, а со тоа се гледа дека кога вие праќате такви отворени, би рекол, контраверзни некои пораки или дискутабилни, вие само правите услуга на политичкиот опонент. И последниве случувања, како што гледам дека дел од тие структури имаат и добра комуникација со господинот Заев и самиот тој кажа на едно негово интервју, како поранешниот директор на УБК се залагал за одреден број на пратеници да ги поддржат уставните измени, дека тој тоа го цени, се гледа дека се во дослуг со актуелната власт и очекувам таквите структури во следниот период да се обидуваат по нарачка за корист на самата влада или на самиот господин Заев, да го држат ВМРО-ДПМНЕ како тема. Нема нешто суштински да се смени, бидејќи на некои луѓе сметам дека им завршила политичката кариера, но наместо да се збори за немањето на зелена нафта за земјоделците или за немањето поврат на ДДВ од 15% кој што го ветуваше Заев или
немањето плата од 100.000 денари за лекарите, ќе се збори за тоа кој пратеник во ВМРО му напишал отворено писмо на претседателот или што одговорил претседателот на некоја прозивка од некој поранешен член на нашата партија. Но не очекувам тоа да резултира со било какви суштински поместувања или преврат во партијата, но би бил задоволен доколку партиското раководство одлучи пред или после овие избори кои што сега ни следуваат, претседателски, можеби и парламентарни, да направи едно добро и посериозно кадровско освежување во самиот извршен комитет и во повеќе општински комитети на ниво на Македонија, за да може да се внесе, како да кажем, да има и еден континуитет, но да се внесе и една нова енергија која што може да биде добра политичка алтернатива за она што во моментов го имаме како неуспешна власт. Дали колку сегашното раководство на ВМРО-ДПМН е блиско со поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков? Според тоа што го гледам од комуникацијата во јавноста, очигледно е дека има разидување и сметам дека таквото разидување не е на штета или на ВМРО-ДПМН. Или пак е блиско со СДСМ? За кого мислите? За Сашо Мијалков. Според зборовите на господинот Заев, очигледно е дека имаат комуникација и одредена соработка. Колкава е таа блискост или соработка, сепак не би знаел да одговорам, но сигурно господинот Заев. А со ВМРО-ДПМН имате контакти? Има контакти Сашо Мијалков? Од она што јас го знам, сметам дека комуникацијата е прекината. Така. Знаеме дека се најави ново исклучување на пратеници или пак на членови на ВМРО-ДПМН кои што се блиски нели со групата на Мијалков. Имаше одредени гласини дека тука и пратеничката Даниела Рангелова. Дали е тоа точно? Не сум слушнал вака за посебни, како да речам, личности кои што би биле дел од некои такви кадровски поместувања, но тоа што го знаме дека поранешната претседателка на Унијата на жени сама поднесе оставка од таа позиција, затоа што кажа дека не се согласува со начинот и делувањето на партиските програми и определби во овој период и тоа е нејзин избор. Сметам дека треба да се почитува. Но таа како пратеник има мандат и сметам дека треба да си го исполнува мандатот според обврските кои што ги добила од гласачите. А вие дали сте Мијалковист или Мицковист? Ова го поставам како прашање затоа што на почетокот не се согласувавте со лидерот на партијата. Јас сметав и тоа го кажав тогаш отворено дека самиот конгрес кој што беше организиран во Валандово му недостигаше конкурентност на самиот конгрес за избор на претседателите, беше многу подобро. И како се помиривте? Видов дека кај сегашното раководство има одредена решителност да расчисти или да преземе чекори за расчистување со некои поранешни влијателни функционери во партијата кои што очигледно повеќе работеле за лични придобивки отколку за напредокот на партијата како една заедница и тој потек го оценив позитивно. Но во ВМРО-ДПМН сум од 1992 година зачленет и јас сум лојален на партијата без да завземам било каква страна или некого да протежирам, секогаш ќе го поддржам тој кој што е дел од раководството, а превзема чекори кои што сметам дека се добри за партијата или за државата и секогаш ќе го критикувам истиот тој или друг кој што превзема чекори кои што јас би ги оценил како потези кои што не и носат добро на државата или на ВМРО-ДПМН. Најавивте дека ќе консолидирате партијата. Како во вакви услови? Сметате ли дека тука треба да попине време додека да се исфрлат нови кадри, нови луѓе? Сметам дека секоја транзиција посебно период ќе треба. Секоја транзиција си бара одредено време, тоа е точно, но ценам дека консолидирањето на ВМРО-ДПМН ќе биде подпомогнато со самото наближување на изборите. Како што наближуваат претседателските избори, така се засилуваат интересите за сплотување на внатрепартиските структури кои што имаат заедничка цел, а тоа е како да се најде начин да биде делегитимирана власт. Дали само на претседателски или и на претседателски на парламентарни избори. И мислам дека тоа дополнително ќе помогне за кохезијата во ВМРО-ДПМН да биде на едно задоволително ниво.
Доколку има предвремени парламентарни избори, тој фактор ќе влијае уште повеќе. И она што ја засилува мотивацијата на активистите на ВМРО-ДПМН, без разлика дали се на повисоки или пониски позиции, сметам дека е неуспешноста на актуелната владеачка гарнитура, дава дополнителна мотивација на многу луѓе кои што можеби од различни причини биле попасивизирани, да станат активни и да го дадат својот придонес да се смени ситуацијата во Република Македонија. Дадовте подршка јавно на кандидатот, на единствениот кандидат за председателски избори на ВМРО-ДПМН Владко Ѓорчев. Дали ќе останете доследни на оваа одлука или пак имате амбиции да се кандидирате? Не, немам амбиции да се кандидирам. Сметам дека Владко Ѓорчев е соодветен кандидат, затоа што е политичар кој што има изборен легитимитет, кој што знае што значи да побараш доверба од граѓаните, да добиеш доверба од гласачите и да ја оправдаш истата. Од 2006 година до денес има успешни изборни резултати, без разлика дали се гласало во Штип, во Тетово, во Гостивар или во Кочани, во тие изборни единици. Како меѓународен секретар на ВМРО-ДПМН за комуникации со други сестрински партии на меѓународно ниво, ме подсетува на периодот кога Борис Трајковски беше меѓународен секретар на ВМРО-ДПМН и мислам дека има потенцијал и силна мотивација да го направи тој чекор и да влезе во една конкурентна, демократска и квалитетна кампања. Тоа што јас му го советувам и би го советувал на секој кандидат за председател на државата да се биде многу внимателен по однос на условите дали би имало фер гласање и фер однесување на власта или злоупотреба на државните институции во интерес на кандидатот на владеачката коалиција кој и да биде. Тука имам голема воздржаност затоа што и резерва затоа што видов дека и на самиот референдум, кој што според мене беше незаконски, имавме многу избирачки места каде што се забележа дека од 17 часот до 19 часот, според математиката на број на гласачи, еден гласач гласал за 7 или 8 секунди, што асоцира на тоа дека имало полнење на кутии. Доколку такво нешто се случи овој пат, мислам дека тоа нема да биде само на штета на ВМРО-ДПМН, може да му наштети на целиот процес за избор на председател, но исто така да биде и на штета на Република Македонија, посебно во моментите кога нам ни треба едно чисто, квалитетно, демократско досие на функционалност на институциите во моменти кога очекуваме одлука за почеток на преговорите со Европската Унија. Моето мислење за Владко Ѓорчев е позитивно. Конвенцијата ќе го даде последниот збор. Тоа ќе се случи на 16 февруари во Струга. Тоа го најавивте? Очекувам да има и други заинтересирани кандидати. Делегатите на конвенцијата ќе го кажат своето мислење. Јас сум еден од делегатите на таа конвенција и јавно соопштив дека ќе дадам мојата поддршка за господинот Ѓорчев. Сосема пред крајот само уште едно прашање. Значи, најавувавте, односно излегоа и Христијан Мицкоски и мислам дека беше и Александар Николовски, дека кога ќе дојдете на власт, ќе го ревидирате Преспанскиот договор, односно не знам ќе го смените или ќе го поништите или не знам како. Прво, дали е тоа воопшто можно и зошто би го менувале Преспанскиот договор, да не биде на штета на Македонија, кога знаеме вие бевте министер за надворешни работи и не го направивте тоа во времето од тие 10 години со нашиот јужен сосед Грција. Самиот договор има една голема фалинка. Не знам дали таа е намерно направена од власта или е само пропуст во брзањето. Таа голема фалинка е непочитувањето на референдумската волја. Кога вие имате едно референдумско прашање во кое што е вклучена и Европската Унија и НАТО како меѓународни организации каде што ги прашувате граѓаните дали сакаат земјата да стане член, референдумот според Уставот мора да е задолжителен. Референдумот спротивно на Уставот беше консултативен. Тоа е една голема фалинка која што утре поспособен тим на правници
и луѓе со посилен интегритет, да кажам, судски во Уставниот суд, би можеле врз основа на ваквата фалинка тоа да го прогласат за неважечко од правна гледна точка. Вториот голем недостаток на Преспанскиот договор е непочитувањето на волјата на самиот референдум. И покрај тоа што беше консултативен, а требаше да биде заложителен, мнозинството граѓани се одлучи да абстинира и со самото тоа да испрати порака кон власта, согласно Венецијанската комисија и бойкотирањето е став и политичка порака, и да испрати порака дека не се согласува со ваквиот наметнат договор кој што гледаме дека не дава никакви гаранции за членството на Македонија во Европската унија, а бара од Македонија големи концесии и отстапки кои што никоја држава досега не ги направила на европскиот континент. И самото непочитување на волјата го прави Преспанскиот договор нелегитимен. Но од друга страна треба да се биде свесен дека штетата која што е направена со измените на Уставот тешко може да се поправи. Ќе може да ја поправи само таа политичка опција, партија или коалиција која што би добила доверба од 80 пратеници. Ние го знаеме нашиот политички систем, го знаеме нашиот изборен модел. Значи двотретинско мнозинство. Двотретинското мнозинство е решението за поправките на штетите кои што некој ги направил спротивно на волјата на граѓаните. Но мислам дека ваквото правно, би рекол, и политичко октроирање на договор кој што граѓаните не го прифаќаат, сметам дека ја отсликува власта како власт која што нема капацитет демократски да ги сослуша и да ги прифати желбите на граѓаните, дури и при нивното гласање или не гласање. И затоа спомнав дека сум скептик и по однос на спремноста на власта да организира фер и демократски председателски избори. Така, и затоа само не ми одговоривте додека вие бевте на власт 10 години, ситуацијата постојано беше статус кво. Едноставно немаше решение. Мислам дека ние одевме на решение кое што го нудеше времената спогодба, која што била ратификувана од Република Македонија. Така, но тоа не помина кај грците. И не само тоа, туку во таа спогодба која што ние сме ја прифатиле и Грција ја прифатила, при евентуален спор или прекршување на спогодбата, двете држави беа упатени на Меѓународниот суд на правдата. Точно. Ние тоа го направивме, го добивме тој случај и моето мислење е дека макар и пола енергија, финанси, кампањи, на некој начин пропаганда и манипулации кои што беа инвестирани во референдумот за Преспанскиот договор, пола од таа енергија да беше инвестирана во дипломатски и политички канали за да се даде дополнителна тежина на пресудата од Хаг, Македонија можеби ќе имаше успех и на тоа поле. Но гледам дека господинот Заев делуваше како однапред да превзел обврска дека веќе нешто подпишал без да знае јавноста и дека тој ќе го спроведе по секоја цена, па дури и народот да е против на референдум. Затоа уште еднаш ја користам приликата да кажам дека недостатоците од самиот референдум, непочитувањето на народната волја на референдумот даваат основа за секој политичар да се сомнева дали власта е спремна да организира фер и демократски председателски избори без злоупотреба на институциите и затоа мојот апел е заедно со председателските да имаме и предвремени парламентарни избори за да бидеме нормално. Пржинската влада е нешто кое што е барање на СДСМ, било удоволено, сега е законска норма, треба да биде удоволено и така ќе се востанови еден баланс каде што сите политички актери ќе имаат поголема доверба за процесот кој што ни следува на следните избори. И сосема кратко, дали сметате дека не бевте доволно гласни да ги спречите уставните измени? Си префрлувате ли тука како партија? Мислам дека ВМРО-ДПМН е посебно по однос на поставувањето во очите на дали референдумот. Дали ги искористивте сите механизми? Сметам дека тоа што го направивме со нашата одлука, мнозинска да кажам, да не дадеме поддршка на еден таков неуставен и противзаконски референдум, го искористивме најголемиот механизам, а тоа е волјата на народот. Да не овозможиме некој да го злоупотреби народот за да се легитимира и да си го покрие она што претходно го ветил и го потпишал без овластување и мандат од народот.
Но видовте и самите, во собранието имаме демократија со хендикеп. ВМРО-ДПМН поднесе 30.000 амандмани кои што се однесуваа на законот за двојазичност, кои што сметаме дека не го прави општеството покохезивно и не ја прави Македонија поунитарна држава, но тие 30.000 амандмани само за 30 минути беа фрлени во корпа од така наречениот председател на собранието. При такво однесување и самоволие, кога гледате дека политиката користи методи на правно насилие за да протурка некои законски проекти или уставно изменувачки проекти само за да остане Заев и Ахмети да останат на власт, тогаш гледате дека и собранието изгубило легитимитет. Затоа сметам дека и тоа е една од причините за предвремени парламентарни избори. Господине Милошовски, ви благодарам што гостувавте во студиото на Макфакс. Благодарам за поканата. Ова беше разговорот со пратеникот Антонио Милошовски. Ви благодарам на вниманието.